Следите трилинг, банките и владата постигнаат договор околу кредитирањето и преземаниот унгарски заем за поддршка на стопанството. Во меѓувреме расте јавниот долг на државата, веројатно до крајот на оваа година ќе достигне 65-66%, а одредени познавачи на економските прилики предупредува дека јавниот долг може да достигне во текот на идната година до 70%. Околу економско-политичките теми во ова издание на Трилинг ќе разговарам со универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Професор Узунов, како го оценувате договорот меѓу владата и банките со каматна стапка од 1,95% и дали може да се нарече како историски договор како што го оцени владата? Прво, целиот кредит е земен за потреби на владата за локалните избори до година. На партиите на власт за локалните избори до година. Така што уште од тука како идеме, тој кредит не беше потребен на Македонија. Нити делот за општините, нити делот на фирмите, што е наменет за фирми. Владата го зема и дава 250 милиони еве за ќе почне инвестиционен циклус со 250 милиони. Банките во Македонија има многу повеќе од 250 милиони, милиарди имаат, кои што се пари кои што ги дават на стопанството за кредити. Не е проблемот во недостаток на пари и немањето инвестиционен циклус во Македонија не е проблем на недостаток на пари, туку на проекти и бизнис окружение за добро деловно работење. Како и добар квалитет на работна сила, знаење, иновации и така натаму. Тоа е проблемот, не парите. Така што нема да почне никаков инвестиционен циклус само затоа што владата решила предизборно, иако не го вика тоа така, но е чисто предизборно, да вбризга уште некакви си 250 милиони евра во стопанството. Друга работа е што владата постигна договор, како што рече, со некои банки, не се сите, прво не ги знаеме кои се уште, за каматна стапка од 1,90-95, така нешто. Не е висока, меѓутоа не е никаква историска. Имало и некојаш и пониски стапки за предпријатијата самите. Така што е една договорена сума, веројатно дека и банките попуштиле малце во целиот овој наплив притисок што го направи владата врз нив, тие банки што прифатиле, ја спуштиле малце каматата од таа што вообичаено би ја давале, 1,95, 2%, еве да не биде 1,95, и тоа е нешто што они ќе го дадат на банките. Значи банките ќе си го тој дел задржат. Државата ќе си остане задолжена за тие исти пари према Унгарија за 3,25 или 3,50, колку беше каматата за кредитот. Тоа е суштината. Сега фактички ние кој ќе видите на овој кредит, каматната стапка што вкупно ќе се плати е таа што ќе ја плати владата према Унгарија, плюс оваа што ќе ја платат предпријатијата према банките. Тоа е вкупната цена на кредитот. Само што нема да плати еден субјект, туку едната ќе ја платат граѓаните. Тоа е преку полнење на буџетот за да го вратиме заемот непотребен према Унгарија, а другиот ќе оплатат предпријатијата кон банките. Банките се нето добитник, граѓаните се нето губитник, предпријатијата зависи кој како, а владата ако добие на избори заради овој кредит е нето добитник, ако не никому ништо бидејќи не ги извадила парите од џеп. Ете тоа е целата. Дали ова значи дека под неповолни услови го е постигнат овој договор или кредитот сепак и каматната стапка не е се поволни за нас? Видите, не знаеме дали се поволни, бидејќи целиот кредит е земен во недовршени услови, нетранспарентни услови. Бидејќи е непотребен, он е земен затоа што бил уште пред изборите договорен со Унгарија. Тоа е очигледно. Иначе така брзо кредит не се добија туку така. Една недела после освојување власт, еве ти милиарда или 500 милиони. Држава, премиерот на една држава ќе му даде на нашиот премиер како да е тоа играчка работа. Тоа се претходно договорени работи, ама ние условите не ги знаеме. Затоа што ја тврдам, дај Боже да грешам, меѓутоа ретко за вакви работи сум грешал, овде има скриени клаузули, не објавени. Инаку Унгарија зашто би ни давала нас кредит? За која причина? Уште со ниска камата. Многу не сака, нема врска. Премиерите се пријатели, тоа се лични пари, нивни па се поземува за немаштија? Не. Него има нешто скриено кое ќе го дознаеме. Што мислите, што се крие за овој дил меѓу Мицковски и Орбан? Не можам да претпоставам, може да бидат најразлични работи. Најразлични, од политички, безбедносни, секакви.
па и лукративни. Ефтин кредит. Вакво нешто не постои. Имам впечаток дека владата во целина не е доволно упатена што прави. Граѓаните нема да ја платат цената, граѓаните си ги плаќаат даноците. Ние ќе си ги платиме каматите. Новиот кредит од 1 милиарда евра ќе значи враќање на камати од 32 милиони евра годишно во следните 15 години, рече во ова студио екс-министерот за финансии и универзитетски професор Никола Поповски. Потполно се согласувам со таа изјава, освен во еден дел. Вика, граѓаните нема да ги плаќаат каматите, они си плаќаат даноци. Да, ама од тие даноци, наместо тие пари да бидат употребени за детски градинки, болници, училишта, патишта и почист воздух и така натаму, ќе бидат употребени за враќање на каматите и главницата и каматите од кредит, од кои што ние фајде нема да видиме. Но сепак, релативно е ниска каматата од 2%, и што веројатно ќе им помогне на стопанството. Целата идеја е тоа да е она во тој свој дел ниска, за да може да се продаде како ефтин кредит. Ме разбираш? Дали стварно ќе биде на крај ефтин кредит? Кога ќе соберат сите невидливи за сега трошоци, поврзани со тој кредит, тоа ќе ознаеме после. По неколку години ќе почне да се гледаат сите работи. Професор... Ама тогаш ќе ги собереме сите камати и цена што сме ја платиле. Сега за сега изгледа ефтино 2%, ама 2% нема да биде сигурно. Во моментот државниот долг е околу 64%, предпоставката е дека до крајот на годината тој ќе достигне 65-66%. Да сме среќни да е толку. Предвидувањата се дека идната година, крајот нината, тој може да биде и 70%. Како ќе ги сервисираме долговите и дали ние може да западнеме во или да излеземе како должничка држава? Сега за сега не сме премногу задолжени, ама сме на граница на она што ние во економијата го викаме, го исцрпевме просторот, фискалниот простор за понатамошно лесно и ново задолжување. Сега, како ќе ги враќаме парите? Зависи не од тоа колку се парите, не од тоа колкав е степенот на задолженост, туку како се употребени парите. Зашто се употребени? Ако тие пари, што Македонија и секоја држава ги должи, се употребат за работи кои што утре ќе донесат додадена вредност и поголем приход, поголеми даночни приходи и поголема благосостојба, поголеми плати и други приходи на граѓаните и на предпријатијата, тогаш не е проблем сервисирањето на долгот. Меѓутоа, ако не биде така, а сите изгледи зборат дека нема да биде така, тогаш тоа ќе биде понатаму опаѓање на животниот стандард или поспоро растење на животниот стандард на граѓаните од тоа што би можело доколку парите биле употребени како што треба. 2025 година веројатно ќе биде критична, кога ќе треба да исплатиме еврообрзница во вредност од 500 милиони евра, а истовремено да има и државни хартии од вредност што доспеваат во вредност од 136 милиони евра. Што е подобро? Да ги искористиме во текот нината година, втората половина од унгарскиот заем или да одиме преку еврообрзница? Во моментот не може децидно да се одговори на ова прашање, бидејќи треба да видиме колкава би била каматата на таа евроврзница што би ја издале во иднина. Од тоа е битниот репер. Затоа што ако унгарскиот втората половина од унгарски кредит претпоставиме дека би била под исти услови како овој, само да претпоставиме, тогаш барем таа цена ја знаеме. Но дали евроврзница издавање до година би било поскапо или помалку скапо, тоа сега не може да го одговориме. Дали се враќа онаа стара политика на популизам во економијата? Дефинитивно е вратена на голема врата. Не дали се враќа, вратена е. И претходната влада почна со некои такви малку популистички мерки. Оваа влада, гледам ја за овие 4 месеци, нема никаква друга намера да прави освен популизам. Бидејќи премногу ја сака власт. Премногу се сака себе на власт. Е влада што, политичка гарнитура на власт, што нема намера да жртвува свој рейтинг политички за цели на граѓаните или за државата, за државни цели. Тоа го покрива со популизам. Следите други гости во емисијата, универзитетскиот професор Ванчо Узунов. Професор Узунов, како ги оценувате првите речиси 6 месеци од владењето на оваа нова гарнитура предводена од премиерот Мицковски? Голема желба за владење
голема желба за добивање на следните избори и понатаму задржување на власта што полого, не толкави можности и капацитет, многу помали можности и капацитет за реално испорачување на добро владење. Добар број од мерките што ги спроведува владата, да не зборам само дали се квалитетни мерки, начинот на кој што ги спроведува е суштата спротивност на добро владење. Добро владење е техника на практицирање на власта согласно одредени принципи што се докажале како погодни за спроведување на мерки на политиката во други држави. И тоа се вика добро владење. Ова што го прави владата, не само со унгарскиот кредит, со повеќе работи, е суштата спротивност на тоа. Недела Социјалдемократскиот сојуз доби ново раководство, лидерот на Како? Со среќа неки. Лидерот Филипче вели, ние сме подготвени во било кое време да одиме на избори. Дали толку брзо опозицијата се консолидираше или пак ВМРО ДПМН ја изгуби поддршката или ги изневери очекувањата на граѓаните? Опозицијата дека целосно се опорави од тој пораз што го доживеат, не. Тешко. Она сега избра раководство комплетно и престои оваа зима, пролета, летото до година да видиме што де факто тој ќе покаже. Краток е период, но ако стварно многу работат, можда и можат да почнат да ја подобруваат ситуацијата, но тоа следи, до сега не е. А дека ВМРО разочара одредена категорија граѓани, тоа е точно. Иако тоа анкетите се уште, барем јавно објавените, колку се релевантни, тоа е второ прашање, меѓутоа тоа се уште не го до тој степен регистрират, вака со разговор со луѓе се осеќа дека барем кај еден дел од населението очекувањата се не се пресретнати, не се исполнети очекувањата. Јас само не знам зашто луѓе очекувале нешто повеќе од оваа политичка гарнитура, ама ете, очекувале и гласале, па сега викат, пак ништо. Едно ваше интервју на почетокот на годината, кога СДСМ беше на власт, а ВМРО беше во опозиција, имате изјавено дека ВМРО ДПМН игра на картата на емоциите. На која карта денеска игра владеачката гарнитура? Исто на емоции. Бидејќи не може да испорача реални работи, може да испорача емотивен привид дека ќе ни биде подобро во иднина, само трпете и истрајте со мене. Истото е. Големите проблеми не се решени. И не зборам само за проблемот на промена на уставот со бугарите. Не е само тоа. Да беше само тоа, уште ќе беше лесно. Вие гледате борба со корупцијата да дава резултати и да се стварно води? Не. Гледате борба со непотизмот? Може и поголем него претходно. Ако не поголем, не помал непотизам. Гледате нешто да се навистина добро случува и лесно проаѓа и сите се радуваат на тоа? Не. Фактички стоиме во место, а некој сака да не убеди дека добро е и ќе ни биде подобро, само вие чекајте, оставите мене да работам. Тоа е чисто работење на емоции. Бидејќи да се гледаа ефекти, нема потреба, постопати се повторува, ние ќе работиме за народот, со нас ќе ви биде подобро, све во име на народот, ние браниме честа, економијата ќе раздвижиме. Ако е тоа све ефект, зашто го кажуваш? Го кажуваш затоа што не е ефект, не е видливо за граѓаните. И затоа е тоа владење на емоции. Но како вие ги доживувате изјавите и политиката да се игра на национал-патриотската карта? Не го менуваме уставот по секоја цена. Ке се реформираме дома, па макар и на подолг останеме надвор од Европската унија. Па тоа е тоа играње на емоции. Бидејќи ако сите тие реформи навистина не се спроведат и не почнеме ние навистина со тие реформи што значат членство во ЕУ, многу добро не ни се пишува. Не дека нема алтернатива на членството во ЕУ. Ја не сум политичар да речам, тоа е многу смешна изјава. За нас членството во ЕУ нема алтернатива. Економист сигурно не може да каже тоа, бидејќи економија значи размислување во алтернативи. Само идејата е да најдеш најдобрата алтернатива. Не дека нема алтернатива, него која од повеќето можни најдобрата. Ние имаме и секоја држава има алтернатива европска, освен членство во ЕУ. Но проблемот е во тоа што таа не е подобра, таа е полоша алтернатива. Што значи, ако ние не ги почнеме тие реформи што значат за членување во членство во ЕУ, и сите останати реформи што требаат дома, ние сме избрале полошата од можните алтернативи. Ете тоа е. Сега, дали некакво си предпоставено национално чувство е доволно да ја покрие
слабата алтернатива, да ја направи сепак подобра, за мене не е. Особено што нема никој на светот не вика дека ако Македонија почне да се реформира и ги направи сите реформи што се битни за членство во ЕУ, вклучително и бугарите и така натаму, дека ќе го изгуби националниот идентитет. Тоа не е точно. Бугарите во уставот не зачат губење на национален идентитет на никого. Ама тоа се продава како приказка. Зашто мене не ми е јасно? Меѓутоа тоа е лепливо за обичниот граѓанин. Од секогаш во историјата, ако гледаме, секогаш постојат лепливи теми кои што политичари, слаби политичари кои што не можеле да испорачат квалитетни резултати, ги користеле. Со години, со децении порано и во многу земји во светот, многу леплива тема беше протекционизам од надворешната трговија. Науката одамна вели тоа ви е чиста штета, но еве го Трамп сега ја употребува. Ја употреби и во Америка ги доби изборите на тема што теоретски и практично докажано уште пред не 100, ама преку 50 години дека фактички е штетна политика. Тоа да се зголемуваат царини, да се направи бариери. Но ето он доби, затоа што е многу леплива темата. Многу леплива темата. Неедуцирани луѓе во економски прашања, заштитата од конкуренција од надвор, особено ако некоја надворешна сила ја представите као не добронамерна, им звучи многу убаво. Де факто е обратно. Де факто е поштетно. Но проаѓа темата и на тоа се добиат политички мандати. Истото го имаме и овде. Не може Македонија да рече ние ќе введеме протекционизам, бидејќи тоа нема да го продаде лесно. Ама националистичка тема, ние ќе обраниме националниот идентитет и гордоста, тоа пројде. И едноставно уште еднаш ќе покажеме дека во политика све е можно, ако доволно добро медиумски и пиеровски одработиш работата. А ефектите, па и онака ќе си ги платат граѓаните, кои што во демократија го имале и правото на избор. И тоа е тој систем. Иако власта категорично засега вели дека идната година ќе имаме само локални избори, може ли премиерот Мицковски да искористи истата онаа политика на Груевски да ги пресретне СДСМ во овој случај заедно со локалните да имаме и превремени парламентарни избори? Може, не знам кој би го спречило, нема мнозинство во парламентот, и ако стварно одлучат они, Мицковски и коалиционите партнери, тогаш тоа уште и ќе си го изгласаат. Мене не ми изгледа сега дека е тоа премногу можна варијанта, затоа што ниту се они толку сигурни дека пак ќе добијат туку така, дека исто толку претенции ќе добијат, значи може со локалните, ако има и предвидени парламентарни, да имат помалку претеници, помал праг на она бројка на претеници во собранието, па да влезат во помалку стабилна ситуација, тоа ќе плаши реално. Второ, не мислам дека странците не се баш задоволни и викаат дај со такви работи, завршете еднаш со тоа играње со предвремени избори за потребите на владеачката гарнитура, што Груевски го доведе до совршенство. Ама сите научивме дека е штетно, само него му беше корисно. Но сите останати штетно. И мислам дека странскиот фактор вика не може тоа, имате мандат, имате мнозинство, испорачувајте резултати, а не да идете на избори само за да си ги продолжувате мандатите. Така што меѓу тие две сега ќе видиме што све на пролет ќе се случува. Зимава и така, сега празници ќе почнат. Тоа е така, кај нас така. До крај на јануар е празник, слави има и све тоа останато. Негде таму од февруар и после пролета ќе видиме, па ќе знаеме негде отприлike за 6 месеци ќе знаеме ќе има, ќе нема и предвремени парламентарни избори. Разговорот ќе го завршам со еден цитат од Горан Стефановски. Баш ми е мило од Горан Стефановски. Навикнати сме на јазик кој не говори ништо на луѓе, што говорат се што, а избегнуваат да кажат било што. Браво, Горан. Многу убаво, што да коментирам? Ки си молчиме и ќе одобруваме. Ја не молчам, еве зборам. Ама тоа е демократијата. Ја што може повеќе да правам? А што секој ќе прави, треба секој да размисли. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата. Универзитетскиот професор Ванчо Узунов гостин во изминативе 20 на минути.